Еве оваа година, како општина одбележуваме јубилеј, 70 години од ослободувањето на градот Радовиш, јубилеј кој што е достоен за почит од страна на општината и од страна на градот Радовиш, и токму во таа насока ние како општина еве се потрудивме да понудиме достојна програма за одбележување на овој јубилеј, која што ќе се одвива во 3 дена. Програмата ќе понуди доста интересни содржини и во делот на Свечената академија и во делот на сите тие инфраструктурни објекти кои што еве токму на овој јубилеј ќе имаме чест да ги пуштиме во свечена употреба. Имено одбележувањето на 70 годишнината од ослободувањето на Радовиш започнува со среда од 11 часот со свечено пуштање на спомен обележјето на Делодане Трајков на планината Плачковица. После тоа имаме уште еден значаен инфраструктурен објект кој што е инвестиција на општината, тоа е мултифункционалното игралиште во дворот на гимназијата Коста Сосинов. Значи од 12 часот ќе имаме свечено пуштање во употреба и на ова мултифункционално игралиште. Вечерта исто така ќе биде збогатена со некои содржини од делот на културата, а манифестацијата, односно честувањето и празнувањето на овој јубилеј продолжува четврток, кога и денот на ослободувањето на Радовиш со свечено положување на свежо цвеќе на спомен обележјето во паркот на младите. После тоа имаме пуштање во употреба или откривање на спомен обележјето и паркот во селото Војславци, како и одредени активности во делот на приемот на гости кај градоначалникот, свечена седница на Советот, Свечена академија, на која што ќе бидат одликувани со 6-ноемвриска плакета одредени наши значајни личности кои дале свој допринос во градбата и промоцијата на општината, генерално во историјата на Радовиш, но и богата културна програма со настап на мајстор Џорлев и Сузана Спасовска ќе ја завршиме оваа свечена академија. Исто така во петокот придуваме одредени содржини во делот на културата и тоа промоција на книга на еден наш поет во општинската библиотека Браќа Миладинови од 18 часот, како и од 19 часот концерт на двата фолклорни асамбли од Радовиш и од Велика Плана, имено од нашата збртимена општина, и со тоа еве ќе ја завршиме и ова честување на овој јубилеј 70 години Слободен Радовиш. Во рамките на програмата беше одржан и 6-ноемврискиот турнир, еве да ни кажете, во фудбал. Да, меѓу другите активности, значи имаме разновидни активности кои што ќе го обележат, како што реков, достојно јубилеј од 70 години Слободен Радовиш во склопот на честувањето и празнувањето на 6 ноември. Традиционално еве веќе неколку години го организираме 6-ноемврискиот турнир и во предвечерието на датумот на ослободување на градот Радовиш ќе биде големото финале и самото по себе, значи привлекува доста посетители, но еве и оваа година се потрудивме како општина да бидеме генерален покровител на овој 6-ноемвриски турнир и самото финале значи ќе биде на 5 вечерта со почеток од 20 часот. Најавени ли се некои позначени гости да присуствуват на сите овие активности? Па да, ние како општина имаме упатено покани до сите соседни градови од југоисточниот и источниот плански регион, како и генерално од сите тие министерства, како и збртипени општини со кои општината Радовиш гаи односи.